работи си ти поштено, нема проблем. Немој само да правиш сега зулум, да крадеш од народ. Тогаш ке нема вработен бил таму за да зима плата да седи дома и нема да биде на штета на буџетот. Ке придонесува на буџетот. А ако тој некој таму ше собственик направи нешто, има закон, ке оди сургун. Така да видите како функционира. Он мора да задржи ниво на услуга, иначе нема да има луѓе. Нема да има комитенти кои нема да му плаќаат. Ке си одат, како што е со Телекомот. Не ми се свиѓа услугата од Телеком, ке се префрлам од друг. Тоа приказките, знаеш што го зема, тој прија, вака ќе прави, така ќе прави, не знам што. Па штета се на буџетот. Сите овие претпријатија се штетни на буџетот. Жива штета. Со што штетат и на нас како граѓани плаќаме данок за они после да даваат плати на луѓе што не одат на работа. Тоа е штета по буџет, тоа е крадење од народ. А ако му го дам ја на приватник, ај тере го, ем ќе плаќа данок на државата, ем ќе дава услуга, ем нема да вработува луѓе без, мислам што сака нека прави, како сака нека ги вработува. Негова ќе си биде главоболката за плата. Значи нема да биде комуналец еден. Небе ќе ги поделиме по капацитети, по реони. Си влезат 5 фирми, 100 фирми нека влезат. Кој сака не? Па ќе си прават таму, чекај, намалиме цена, да оваква услуга, таква услуга. Ке чистиме канти, ќе ви го переме дворот. Ние таква. Другите ќе викаат, ние кантите ќе ви ги переме и шампон ќе пе. Такви услуги, значи И ти немаш потреба на градот да плаќаш, ќе си плаќаш на приватна компанија да те 200 чисти. денара месечно брга работа.